Почитувани, економијата во Македонија се уништува поради погрешните политики на оваа власт. Последните показатели за реализација на капиталните инвестиции за првите 2 месеци во 2019 година се катастрофално ниски. 3,53%. Тоа значи дека и оваа година, како и лани, не се гради ништо, ниту патишта, ниту училишта, ниту детски градинки, ниту болници. Тоа што самите го проектираа како капитални инвестиции во буџетот за оваа година, кој што е, да подсетам, историски највисок, самите не го реализираат. Ако на ова се додаде и бруталното задолжување кое што ги помина сите психолошки граници, како што беше она од пред некој ден кога се задолжија за нови 16 милиони евра, тогаш многу реално е да очекуваме целосен крах на македонската економија. За тоа колкав неуспех доживеа економските политики на троецот Заев, Тевдовски и Анѓушев, покажува и последниот став на германските стопанственици, кои на владата за нејзината работа и дадоа оценка 0. Над 70% од нив сметаат дека на економски план Македонија или ке стагнира, или ке назадува. Внимавајте, стопанствениците од најголемиот економски партнер на Македонија ја оценија владата како некадарна и дадоа 0. Безперспективноста во Македонија не ја гледаат само германците, туку за жал и македонските граѓани. Тие секојдневно масовно се иселуваат, информатичарите бараат други дестинации, секако откако им ги скратија платите. Дури и семените бизниси на Заеви бараат иднина во соседна Бугарија. Животот, кој што го ветуваше Заев, се претвори во економска кома. Ова економска мизерија и очај мора да престане што порано, за да не биде предосна. Престојните избори ќе бидат почетокот на крајот на неуспесите кои што секојдневно ги сервира овој криминален картел на власт. Поразот на Заев и на неговите политики ќе значат демонтирање на оваа власт и секако шанса за напредок на Македонија. Ви благодарам.